Раѓање и смрт, почетокот и крајот на еден живот. Има еден термин, повеќе можност, се однесува конкретно на смртта, на крајот на животот. Една тема која што мене лично од секогаш ме фасцинирала. Зборуваме овој пат за евтаназија, една многу интересна тема. Имаме уште поинтересен соговорник, тоа е доктор Дејан Донев, редовен професор на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје. Тој е раководител на Центарот за интегративна биоетика при Филозофскиот факултет, член на многу интернационални биоетички мрежи, визитинг професор на повеќе универзитети во повеќе земји во светот и така натаму, и така натаму, и така натаму. Таа е најдобрата или подобрата формулација на истото. Ако работите у континуитет, фино е и тоа да се слушне дека сте го сработили, иако некако махинално во опис и попис на работно место ви доаѓа. Да. Ама со секојдневните обврски го подзабораваме и како минат труд ни доаѓа. Па, како и во философијата, нели, Акмето, после Акмето ќе почнеме да броеме. Ја мислам дека се уште има време до Акмето и еве. И ова е една шанса, плюс и за поддршка, со оглед на фактот што ја прв пат гостувам на подкаст и така натаму, начин за човек да стане модерен, да стане современ. Да. Уште едно искуство до тоа Акме, а потоа ќе се преброиме. И во однос на тоа на колку подкасти ќе гостуваме. Кога се чувме, кога прв пат ви се јавив за да се договориме и да ве поканам на подкастов, на почеток некако ми делував прво на првата реченица си реков нема шанси. И по 2-3 минути некако како да што ве предомисли. Химијата во разговорот. Ако имате соговорник во ред, ако немате, тешко дека ќе направиме муабет. Подкастот, барем јас како што го разбирам, не е формален начин на интервјуто кој е многу повеќе за поширока маса на луѓе и помуабетчиски. Непосреден разговор, апсолутно. Не многу теоретска подкованост или заснованост, многу повеќе ова апликативна, како ние размислуваме и што можеме да искористиме од тоа. Затоа и прифатив, затоа што ми се здоде од предавањата. Барем од оние формалните пространства каде што имате малку поразличен концепт на држање настава отколку кај нас и второ, јазикот секогаш вие колку и да го владеете, или не ви е мајчин јазик, па не можете сосема во целост она што во глава го замислувате и да го реализирате таму пред тамошните студенти, а и најбитниот елемент што не знаете однапред со каква популација сте во допир, старосна граница на студенти, нели, од каде доаѓаат, нивен бекграунд, особено нивниот бекграунд. Така што се тоа безброј параметри што даваат заправо, барем ваков подкаст и вакво гостување, баш да ми биде домаќински. Ојкос, што би рекол Аристотел, домаќин лук. Мене лично ми недостигаат разговори со луѓе кои што се вистински соговорници, соодветни, на теми кои што може да бидат и поспецифични, посуптилни, особено вака за пошироката маса. Знам и се борам со тоа, најчесто затоа што работам со студенти и брема 30% ако не ги заинтересирате, во старт промашено или предавањето или воопшто дружбата, затоа што предавањата се облик на дружба, или барем треба да биде така сватени. Штета е што од една колевка во која диалогот се развива, Сократ, например, е првиот. Диалошката форма, мајевтика, препородување на вистината, низ методот на иронија и така натаму. Колевката е тука, ама се чини дека во колевката нема веќе никого. Празна е. Празна е, ние упорно им зборуваме на другите за таа диалошка форма, дека секој облик на комуникација подразбира двонасочност. Кога ќе се вратите, за жал, нели дома после определен период, дали се 3 дена, 3 недели, 3 месеци, година и што и да е, веднаш се соочувате со тоа. Немате со кого да си поприкажете. Не за тоа како сте си поминале таму, туку што тоа таму, ако воопшто нешто е фасцинира, би можело нешто да примениме овде, затоа што ние каскаме, не каска тој свет.
тој свет во една друга смисла на зборот, каска, тоа е вредностната. Да. Но ние слепо па ја прифаќаме и тука е целата таа небулоза на таа диалошка форма. Односно, немаме веќе со кого. Да, немаме соодветен соговорник. А и најчесто изговорите немам време. Значи, кога прифаќате таков тип на култура од таму ваму, да, немате време, затоа што времето е пари. Или се преведува така, она банална Wall Street изрека, немам време, времето е пари, паметно да го искористам. Сето тоа е, нели, прифатливо до одредена мера, во која поминувањето на таа мера веќе не ве прави човек. Ве прави или воркохолик, или ве прави ловец на награди, на некои признанија, на нешто што во дефиниција ве отуѓува, а не ве води кон сршта на своето постоење. Токму затоа, кога разговаравме со кого да зборуваме на тема евтаназија, и кога ви се јавив, кога се договаравме, првата реакција беше: па не можеме за оваа тема само од еден аспект да зборуваме, тука ни е потребен правник, во најмала рака правник, медицинско лице, за да се направи она основно јадро на професии кои што се однесуваат на ова прашање. Она што ви објаснив, сакав да ја опфатиме она хумана, баш се надоврзувам на ова сега што го кажувате, она хумана димензија, етиката како дефиниција на човековото постоење, најважна, која што ја забораваме, која што ни отиде во оваа трка по пари. Последната констатација е особено точна затоа што животот се преведува налик на етика, еднаква етика. Како го живееме, како оценуваме, како судиме, како носиме морални судови, нашите дејства, што за целокупниот тој етички механизам на дејствување. Се е подложно на таа проценка. Целиот тој живот всушност се нарекува етика или етиката живот и така натаму, затоа што работи со човечкиот карактер, внатрешните особини, дали ние сме променливи или не сме. Што во суштина е првото прашање. Ако не сме, тогаш како, согласно на онаа што сме, да постапуваме. Вториот проблем е што етиката не дава готови решенија. Значи, она не е математика, 2 и 2 се 4. Или, не знам, во медицината, ако засечете овде, извадете жолчка, наместо 5 минути уште живот, ќе живее предпоставка 25 години. Зошто? Затоа што во етиката дури и тоа засекување се смета за зло. Не може злото да донесе добро. Но, во таа смисла не може да даде готов рецепт. Мамурлук се лечи со 2 кафетина. Таа е повеќе не во смисла на готова рецептологија, туку во смисла на давање насоки како да размислите да постапите. Затоа што го забравивме механизмот. Лесно е, а најчесто го прифаќаме, затоа што е лесно, копи-пейст решенија. И сега, во едно време во кое општествени вредности, лични вредности, се оди по неповрат, тоа е као, знаете, копате нов бунар, без да видите дали воопшто има вода, а пјукате во стариот, ние постапуваме така. Зошто? Таму е подобро, така е подобро, никој не анализира, не гледа и оној копи-пейст модел се превзема. Затоа она не може да понуди решение, бидејќи треба да се размисли, да се мучи на собствена глава. Затоа е толку многу, барем во моите обиди, нели, да пробам да разбудам нешто кај овој млад свет, затоа што старо дрво не се исправа. Нели, фиданка се може да се насочи, да го смени правецот. Насочи, да се развива, да и дадеш потенцијал на каде да отиде, како, можност да и дадеш всушност каде да оди и како, е одговорност. Ние забравивме на тоа. Од еден систем влегувајќи во друг, нити има вредности, старите се отфрлени, живееме денес за утре, а сето тоа се нарекува етички релативизам. Или старите што велат, водата да е на мојата воденица. А тоа на другото, боже мој, сега реката, ако има и за другиот, и за третиот, па нека има, не? Дури во некои услови не мора да има, па сета нека биде на кај мене. Оправдано низ нешто што се нарекува позитивен алтруизам. Позитивен егоизам. Ние сме алтруистични, но во смисла на позитивен егоизам. Прво јас, па после останатите. Во ред, во време на индивидуализам, окей, меѓутоа и тоа има своји
граници до каде може и како може. Затоа она не може да биде готова рецептологија. Дури нашиот денешен муабет нема да произлезе денес и било кога и да е со готови решенија про или контра, поготоа black and white, затоа што не е така едноставно. Затоа што многу нијанси на сиво има помеѓу. И затоа што има уште еден многу битен момент што сите го забораваат. Злото 3 пати побрзо се мултиплицира отколку доброто, а доброто 3 пати потешко се реализира од злото. Како лошата вест брзо се шири, така добрата тешко стига до таму кај што треба. И некојаш заради таа наша индолентност и инерција препуштаме. А препуштаме бремено 35 години. Така се да оди, не? Да. Во најмала рака. Во најмала, да. Евтаназија како чин на прекинување на животот. Убиство од милост, од милосрдие. Право на смрт. Има еден куп термини кои што можеме да ги толкуваме. Нема да го правиме тоа. И не е термин, ниту е нешто што се случува во модерно време. Малку за кованицата, за потеклото на кованицата на... Сите тие термини што ги побројавте, прикажуваат во најмала рака дека таа си има една богата своја историја. Да, со оглед на тоа што потеглото е од старогрчкиот збор или... Да, терминот, меѓутоа праксата е многу преднив. Многу преднив. Тоа си илјадници години, кои што, видите, имате артефакти, имате предани, имате записи и така натаму, меѓутоа имате и живи сведоштва, особено во новооткриени племиња во Амазонија, кои што ви посочува дека евтаназијата е нешто најнормално во нивниот систем, прифатливо однесување. Колку за илустрација, во едно од тие, да речеме, племења илјадници години наназад, старосната граница била одредена на 80 години, до 80 години племето може да се грижи за вас, после 80 години, сега ке едното, тоа го решавале со токмак по глава, а во второто племе со тоа што старците ги качувале горе на највисокото дрво, највисоката гранка, ако може да се симне без да се повреди, он е витален и може да живее уште. Значи, сепак му давале некоја опција. Плюс, ако не ќе падне, ќе скрши врат и готово. Приказната е завршена. Сега ние имаме современо толкување во смисла на активна, на пасивна евтаназија, дали ја ќе ти помогнам тебе, или ти ќе се иземеш од целиот случај во медицински услови каде што ќе ги оставиш лековите па ќе си отидеш или ќе го дадеш копчето па и така натаму. Значи има терминот и етимолошки, меѓутоа и во однос на како самото дејство се случува, тоа е една лепеза, неверојатно голема лепеза на подтермини со кои што, за жал, целиот тој хаос во неразбирањето на евтаназијата се користи за да се оправда или пак за да се нападне. И тоа има своји причини, зошто се прифаќа, зошто се напаѓа. На толку сива материја, најчесто секогаш ставовите се црно или бело. Затоа што ние имаме потреба брзо да ги решиме, затоа што не сакаме да бидеме измачувани од константната недоумица или нетрпеливост во нас. Не денес, утре, ако може денес, дај побрзо, дај сега да видиме. Поготово во овој нов систем, во овој нов начин, нова култура на однесување, да речем. И бараме тоа веднаш да го решиме. Меѓутоа, некои прашања не се решаваат така веднаш. Затоа евтаназијата не е нов, не е модерен поим. Далеку од тоа. Само испливува заедно со прашањето на абортусот, кое што ми се чини, барем, дека по Балканот и малку пошироко е толку преджвакано до гадост, до психосоматска реакција. Не знам, прашањето за инвитро, исто, репродукција. Значи, имате еден куп прашања, ХИВ, како надживеано веќе па тоа дојде. Да не зборуваме за алкохолизмот, за не знам, за наркоманијата, односно за дрогите, начинот на медикаментизација и сето тоа некако брзо ги преджвакуваме, сходно на таа култура. Така. Она што е ваша потесна специјалност, биоетика, повторно е една кованица од био, која што по дефолт значи живот. Етика на живот. Најпростото објаснување е тоа. Она е чадор етика. Она ги покрива сите, особено апликативни или
американскиот, англискиот термин applied, нели? Применливи, спроведливи и така натаму, најчесто и второ затоа што ги зема во предвид сите аспекти. Так. И затоа да речеме биоетиката не може, тоа го зборевме и по телефон, тоа и предмалку го зборувавме дека еве, да речеме на случајот на евтаназија, зошто е само една страна, зошто е некомплетно само од една страна, затоа што вклучува повеќе перспективи. Морате да имате еден правник, морате да имате, да речеме, еден медицинар, затоа што тоа прашање најмногу се однесува за нив. Так. Вие се обидувате да дадете оквир, рамка на таа на тој разговор како да се постапува. И при тоа да може да се извлечат вредностни ориентири кои што со текот на времето тие се подложни на промени. Меѓутоа мора да се излечат и да знаеме како да се однесуваме. Зошто го велам? Сега, нели, најлошо е кога ќе викнете профил од мојот и тоа без хартија пред себе. Значи може да направиме 3 емисии овака, меѓутоа да пробам да скратам. Денешното време е време на култура на смртта. Што во превод тоа значи? Ако некојаш беше култура на живење, во која се славеше животот, вредностите поврзани со истиот, се промовираше и се практикуваше особено една етика на светоста на животот. Сега Западот, затоа што ние највише ориентираме натаму, нели, и прифаќаме вредности најчесто од таму, а не од друго место, тие се загушени, еден Шпенглер тоа го кажуваше, залезот на Западот. Не? Тие се сгушени внатре во себе со една динамика од 80-тите години на Волт Стрит. Земи повеќе, задолжи се повеќе, потроши повеќе. Значи експлозивно, најексплозивно што можеш животот да го изживееш. Како во хемијата се вика магнезиум оксид трака. Запалете и веднаш е пепел. Живот не може да биде тоа. Што значи дека етика на светост на живот не можеш да ја промовираш сега. Мораш да промовираш етика на квалитетот на животот. А во услови на култура на смртта, каква што ја имаме, се што не употребуваме, фрламе. Тоа е смрт. А ниту една ствар не умира така. Природата не произведува ѓубре, ние произведуваме. И сега, како во едно општество, или во земји, или во пола од светот што има култура на смрт, ќе промовираш етика на светост на живот. Ни подрасно. И сега, копи-пейст го преземаш. Тоа значи дека евтаназијата е поблиску до овој начин на живење, на брзо живење, отколку порано? Зошто? Затоа што новата етика на квалитет на животот ви дава параметри, не бара од вас да поставувате. Она ви дава параметри, затоа што се општествено наметнати, етиката е збир, нели, на убедување, верување, морални практики и така натаму. Значи, еве ви готов материјал, нема многу што да размислувате, прифатете, вклопете се и готов. Значи, одењето кон ЕУ, одењето кон Запад и се, готов материјал е. Вие само треба да се вклопите. И сега, тоа не бара многу размислување, кој имате етика на квалитет на живот, она вели вака во пракса. Да речеме спортист, кој што има дефинирано за себе вредности, критериуми, колку пати треба да тренира, што тоа значи, што треба во живот да постигне и се случува нешто и не е тоа повреда која се санира за 6 месеци. Тоа е повреда животна веќе. Крај. И он не може. Не може да биде спортист. И сега никаков допинг да мами, што и да прави да се врати, не може да се врати. И сега он застанува и вели, мојот живот е промашен. И сега, кога имате култура на смрт, промовирате култура на смрт, во која имате етика на квалитет на живот, вели, ако не се овие параметри, што беа предходно од мене прифатени, поставени, аплицирани и се, наеднаш има нова ситуација која не поправлива, мојот живот е отиден тука завршува. Лудило. Значи, што да правам? Евтаназијата, вели, е решение. Но дали е оправдано? Тоа е сега етичкото прашање. Дали оно е оправдано? Едно е да сакаш, друго е да можеш. Затоа што во многу полиња човекот си се направи сам Бог и ја отвори Пандорината кутија. И што направи? Нели? До кај стигнавме? До крајот, односно до пропаста на цивилизацијата, а со тоа и мајката планета, ама она некако има се уште сила. А ние кој знае? Не знам. Затоа што имате една етика на одговорност за идни генерации која вели џабе правите и раѓате деца ако условите во кои ги правите, раѓате им ги оставате се полоши од тие вашите. Така. Што ќе ти се?
Имав еден сличен пример, вие го кажавте примеров со спортистот. Еден случај кој што крајот на минатата и оваа година, значи во Барселона се случуваше. Пример за евтаназија, Ноелја Кастилјо, која на 26 март годинава почина со асистирана смрт. Значи 25 годишна девојка со исклучително травматично дејство. Не сакам да ги детство, се извинувам. Нема да ги наведуваме. Има бројни во европска пракса, особено бројни примери има. Во текот на незиниот живот до 25 години неколку обиди за самоубиство, едниот обид ја направи веќе со последици на параплегичар. Долго време траеше судскиот процес, имаше тука некакви обструкции од таткото, колку што се сеќавам, потоа се вклучи католичката црква и така натаму. Што вели биоетиката за вакви примери кога не зборуваме за болест терминална, така, од која што личноста не може да се спаси, нели? Туку зборуваме за лична одлука на човечкото битие. Поради се надоврзиме повторно ќе кажам, поради исклучително тешки околности во кое што е растена. Едноставно да реши дека веќе не постои причина за живот. Да пробам логички, нели, да го илустрирам, надоврзувајќи се на она претходното. Во култура на однесување, која што е култура на смрт, каде што се е брзо, се е експлозивно, нели, кој ќе ги прашате, во сите земји може, вели, во светот, вака или онака да се живее, само во Америка мора мегаломански. Се да е големо. Која ќе го ископирате и пренесете тоа, немате вредностен систем, немате можност да размислите, не можете да поставите, прифатите и понудите систем на вредности, нели, аксиолошки, кој што ќе си стои на својата основа, а не пирамидата обратно свртена. Имате таков начин на однесување. Особено, ајде да го речам тоа, збогатен или зачинет со модернистички толкувања на тоа што значи демократијата. И сега што имате? Имате едно фино тесто во кое што е бучкуруш, затоа што никој не го работи по доза. И оно треба да се подкрени, треба да се печи еден ден и треба да се јаде. Не е проблемот во тоа. Ќе се додадат адитиви. Проблемот е кои се и какви се тие адитиви. Ако модерното толкување на демократијата, кој го имаме денес, а оно значи пред се индивидуалецот, не колективитетот. Значи индивидуалецот добива на цена. Океј, ако индивидуалецот добива на цена, он има своји права. Ако он има своји права, кои што на демократски начин треба да му бидат загарантирани и почитувани. Дали правото на евтаназија, или, ајде, не евтаназија, да го прекрстиме поблаго овака, правото сам да одлучам до кога ќе живеам. Така. Дали тоа може да му биде загарантирано право? Затоа што тоа повлекува други реперкусии. Пред неколку недели случајно на овие социјални мрежи видов еден налик многу хумористичен, меѓутоа многу трагичен, затоа што никој или ретко кој го гледа проблемот во основата, каде што имате лик на 22-3 години кој што решава да си ги тужи своите родители затоа што го тераат да работи, не сакаат да го финансираат. И сега он ги тужи и му велат зошто? Па ја не ги замолив да ме створат, односно да ме родат мене. Мала корекција и на почетокот на емисијата. Не се работи за раѓање и смрт. За зачнување, уште поако одиме, затоа што и религиозно толкување на назад оди. И он сега сака да ги тужи. И овие се, нели, хумористично име, забавно ме, дај бе човече, кај го најдо, што се замислило. Не, размислете добро. Затоа што зборуваме за права. Јас не барав да дојдам на овој свет, така? Не барав да дојдам на овој свет. Не барав. Но, веќе ако сум на овој свет, тука е разликата помеѓу етика на светоста на живот и етика на квалитет на живот. Но кога сум веќе тука, односно животот ми е даден, дали имам право ја да го завршам на начин на кој што сакам да го завршам. И при тоа секогаш имате една втора алтернатива која се вика палијативна медицина, палијативна нега, палијативна грижа, да речеме.
Кај нас тоа се во две формулации оди. Едната е државна и се вика Сјурайдер, а втората е приватна, ако имаш ќе платиш за да те згрижат во старовачки дом. А основниот концепт мајка Тереза им го даде многу порано насад. Значи, држењето за рака во последните мигови на живот, за да се даде до знаење дека и неговиот живот е вреден. Зошто? Има некој покрај него. И сега, етика на светоста на живот. Ставете ја наспроти етика на квалитет на животот, кај што мене тоа ништо не ми значи. Имате попластично насликано, имате еден куп филмови, брем од европски кинематографи, Мара Дентро, например, овие француската кинематографија има еден куп филмови и шпанската, кој е токму на оваа тема, каде што некаде дозволува. Јапонскиот филм исто така. Каде што некаде дозволува, некаде не дозволува судот. Затоа што тој ги дава параметрите на заедничко живење. Ние се откажуваме од нашите права во служба на општеството, меѓутоа, тој Левијатан, ајде да го наречам така, треба да одреди. И за сите исто да важи. И сега во услови кај што тоа не им е гарантирано, тие се собираат во приватни објекти, во приватни така интимни друштва, каде што желбата на оној кој што сака да го заврши својот живот, без оглед дали е општествено прифатлив или не, во смисла нели правно регулиран или не, го завршува. И во медицината исто. Никој со сигурност не може да тврди дека знаете, забраната е забрана. Или пак обратно. Никогаш не може да тврди. За илустрација, ај пак кинематографија, американска, You Don't Know Jack. Например, со Ал Пачино, тој има 20 на години веќе. Каде што во определени земји во Америка, каде што е дозволено, во ред, каде што не е дозволено, тој патува со една боца, и со една маска и стои на услуга. Джек Каворкијан, Доктор Смрт. Имате фантастични примери. Така. Ама да размислите за која етика на животот и за која култура на живење. Така. Затоа што од тоа ќе зависи собственото убедување, собственото однесување. Никој не може да ви го наметне, не смее да ви го наметне тоа. А опцијата мора да стои отворена. Тука ние не се разбираме. Еве, баш убаво го кажавте овој пример со Америка, тоа и сакав да прашам, кога оние земји каде што постои смртна казна, таа се спроведува на начин на евтаназија. Разликата е во тоа што разликата е во тоа што го поминал оној судски правен процес. И смртта не е резултат на негова желба. Судот одлучил. Судот ја донел пресудата, джелатот ја извршил. Но повторно е оној тип на дали во ова тројство помеѓу етиката, медицината и правниот систем, еве во ваков случај да речеме, можеби малку за 1 милиграм превагнува правото. Ние може да го компарираме, иако не знам колку имаме основа за компарација помеѓу инекцијата, осудата на смрт со инекција и евтаназијата. Затоа што во првиот случај тоа е резултат на неговите дела и он не бира. Не е негова желба. Значи, општеството наоѓа начин на кој го казнува и готово. Но сепак правел постапки за да стигне до... Затоа велам, не знам колку можат воопшто да бидат споредливи, затоа што тоа е резултат на неговите дејства. А во вториот случај кај евтаназијата, односно правото ја да одлучам до кога сакам да живеам, како сакам да живеам, моје индивидуално лично право. Поготово 21 век, нели, демократија, да не зборуваме капитализам, неолиберализам и ресно, што тоа го доведува до коска, до болка невидена. Затоа што прво го истабуизира за нас понеразвиените и помалите земји, затоа што ние имаме друга културолошка матрица. Че не можеш ти едно наше општество традиционално да го компарираш со нив. Или да речеме со една Швајцарија во која што имате развиен туризам за евтаназија. Имате хотели, имате цели постапки, протоколи, како да ве спакуваат. Не, и тоа дебело се плаќа. И тоа доаѓаат луѓе кои што имаат пари. Пред се, затоа што тоа не можете да замислите колку е скап. Што доведува повторно едно друго прашање, стратификација. Друго етичко прашање отвора. Кој кај припаќа, дали може, дали може да си дозволи. И дали смртта веќе е нешто што е... Што можеме да го тргуваме. Значи, ајде да се вратиме на ова. Ние сме традиционално
општество. Без разлика на социјализмот, црквата живееш. Сега Апсолутно воспомна обстојала, повторно, така е. нели, и она оди со ставот кој го ја промовира, како и секоја една, нели, црква, го промовира светоста на животот, затоа што, па и генерално он е најлесно одбранлив. Бог дава, Бог зима. Кој си ти? И затоа, нели, на почетокот не е сораѓањето, според нив, било која црква, било која религија, почнува со зачнувањето. Правото на абортусот сега го, го проблематизирате. Да, може би најгласни турбо религиозни лица се католиците. Ватикан има неверојатно влијание, поготово земете Хрватска, например, Словенија, нагоре. Значи, Словенија имаше 2 референдума. Едниот пред некој месец заврши, повторно негативен, а првиот им беше пред 2 години, кога бев у Љубљана, во тоа време, баш на биоичка школа и се, они го спроведуваа референдума. Колку успеа во целост да го спроведат, тоа не е важно. Меѓутоа го поставија прашање, народ треба да одлучи. И сега конечно го реализира пред некој месец, баш дел од мои колеги од Љубљана беа тука во февруари-март месец на наша конференција, баш со нив разговарав, затоа што едниот е токму од теолошкиот факултет и кој што има на фантастична тема и докторирано и се, а другиот е по вокација професор по философија, значи малце е по широко отворен за тие теми, не дека на првиот му недостасуваат, меѓутоа заради вокацијата мора да оди во таа линија. И се покажа дека ние, православците, сме ние, православците. Православците, не ние, сега може би некој од нас и не се, или не се одредува. Православието е по турбо од католицизмот. По турбо екстремно? Затоа што не зборува. Во тој центар за интегративна етика направив 8-9 тука некаде трибини, со гости од надвор и се. Кои што, едни од други од Канада дојде. Да зборуваме и се. На 8-9 упатени покани да не добиете одговор од нашата, мислам од нашата, од православната, нели? Така. Да добиете одговор, дајте представник, дај да поразговараме. Имаме представник од католичката еве, да речеме, имаме представник од друга вероисповед и така натаму. Значи имате правници, медицинари. Да се вратиме на првото. Немаме веќе култура на диалог, иако сме колевка на истата. Што значи, ако ние зборуваме, не ќе има потреба од табуизација. А идејата е да биде што е можно по табу, затоа што сме, колку и да сакаме да кажем модерно, ние сме традиционално општество. И затоа црквата се повеќе сега го зема својот дел, промовирајќи ја таа. Не велам дали е лоша или добра, но ја промовира таа која што многу не коинцидира со културата на живење, на однесување на Западот, каде што ние тендираме. И имате веќе раскол. И затоа имате поделени личности, нема вредносен систем, криминал, цвета и ресто. Немате аксиологија. Токму ова беше и следниот муабет за нашите институции, колку се нормално мора да го следат. Треба да го следат колективниот мајндсет на народот, се разбира, традиционално општество, кое што е се уште затворено. Како е решено прашањево за евтаназија? Мислам дека вака ова податоци што најдов дека Холандија е првата која што со закон го има регулирано. Холандија, Белгија, неколку земји се тоа во Европа. Овој дел во Европа од Балканов. Од Балканов има некој што го има, мислам. Не. И не може. Затоа што ние сме традиционални општества. Без разлика на границите. Произлезени од распадот. Јасно. Без разлика на границите на многу мали држави и така натаму, културолошката свест на Балканот е тука негде. Слична. Тоа е исто како на поп да му поставите прашање чуму капеланството за време војна. А при тоа зборуваме дека не треба да се убиваме, нели дека Бог дава, Бог зема. Зашто служи капелан? Значи, ај овака да го сумираме по прволиниски. Ако сте општество кое тендира кон Запад, а сме, како што може да видиме, без оглед што не мрдаме 35 години никаде, ако тендирате кон тоа, превземате копи-пейст, застанете, размислете што превземате. Бидејќи тоа не ни се случува да застанеме и размислеме, тогаш го прифаќаме и толкувањето што е тоа демократија и правото на индивидуалецот, но со тоа го прифаќаме и ја прифаќаме и можноста на тој индивидуалец да му го дадеме и правото да одлучува
како ќе живее, но и како ќе умре. Така. Зошто? Затоа што јас знам неколку примери каде што, поготово, особено во европските земји, тоа е многу убаво дефинирано, кај терминално неизлечиви. Затоа им се дава, нели, таму, во тие земји, таа опција. На секои 6 или 12 месеци го поминувате тој институционален пат, кај што доаѓа лекар, напредокот на болеста, можностите, не знам, па дури ако сага да и поп вклучете да си поразговара човекот, да си што му тежи и како, и тоа се оценува, и ако ги задоволува тие критериуми, тогаш му се дозволува, или дури и во крајна линија му се помага, асистира. Тука не можете тоа да го спроведите и затоа најчесто го табуизирате. И у старт, казнениот закон, но погледнете колку казнени за колку теми се направени со колку дупки. И не се почитува. Да, во тоа време кога ја правев таа трибина, значи имаше представник од медицински, од клинички центар, Аспазија беше, Софијанова, а од правниот аспект беше Тупанчевски. Гости. Дојде да зборува на таа тема. И беше поставено прашањето, а каква е нашата пракса? И сега доаѓаме до тоа. Го сакате формалниот прав одговор или овој другиот? Не можете да ги разлучите. Затоа што има случаи во кои што дури ни морфиум, дури ни овие канабис оил не помага. Не помага. Дали палијативната ќе го реши тоа? Затоа што, пазете сега, кога сте вие толку традиционални, имате уште еден проблем. Во медицината особено. Не до крај терапија мора да се пие. Тоа е тераписко насилие. Да. Значи, што ако каже не сакам, доста ми е, препушти ме. Да. Не сакам ден купи, ден продај. Оставиме. И второ, што дел од тие болести, подобар дел од тие болести, комплетно и физиономија и психа на човек ја деформираат. Онаа што вие го знаете после оден период не го препознавате. И тој вели, ако по дефиниција човекот, неговата индивидуалност и неповторливост се двете карактеристики, зашто сме ние луѓе, нели? Водат кон еден одреден степен на имање на свесност дека јас имам свој идентитет со достоинство. Зошто тогаш правото, да речеме, на достоинствена смрт, а не убиство од милосрдие. Ајде да пробаме вака. Значи, не велам сум за или сум против. Едноставно, двете нешта ги ставаме на маса и затоа ни требаат повеќе аспекти. Значи, од биоетиката и чадор етика ги покрива сите, она е интегративна, плуриперспективна и така нато. Меѓутоа, кој во општеството го применува тоа? Значи, можеме уште многу на оваа тема да збориме. Само еден пример ќе ви дадам. Нашето Министерство за здравство има свој представник, избран човек во некоја си комисија која е one man show за биоетика. Значи, јас дали беше пред или по короната, се ми се чини пред короната, кога се јавував, да го запознам. Комисија во рамките на Министерство за здравство, да? И има определено еден човек. 6 месеци упорно звонев на фиксниот телефон, се додека не ми се јави една госпоѓа и рече човекот кој го барате, пошто ја не знаев ни како се вика, колегите мои од Риека, од медицински факултет ми го дадоа и бројот и контактот, пазете. Ми го открија дека постои. Да, дека постои. Се јавувам после 6 месеци, таа секретарка нели, господине, па добро, дали сте вие нормално, дали вие живеете у Македонија? Зашто, господи? Што е проблемот? Еве, само 6 месеци го барам. Не, време е на избори. Човекот или е во штаб, или леп плакати, вели. Што ми беше за неверување се до неодамна, каде што мои колешки од институтот спроведува истражување колку филозофски предмети и така натаму се застапени по други факултети од различни профили, откривме дека на медицински факултет постои етичка комора или како воопшто име наречена, составена од лекари. Ниеден не е етичар. И таа нема одржан ниеден состанок, односно е лебдиво восток. Зошто, за да нема конфликт на интерес или затоа што... Не навлегувам во тоа тие што мислат и зошто е таа создадена. Затоа што јас знам да бидеш гонет од потребата да си модерен, да си тука, ама суштински како тоа функционира. Да. Значи, се носеше во Европска Унија, и тоа пазете, во Европска Унија се носи закон за дарување на органи, не знам што како, и нешто беше поврзано со прашање на дарување на бубрези. Океј, ми се јавува двајца лика,
Добар ден, вие се бавите со биоетика, да, нема проблем, јас се бавам се. А знаете како, тој што е македонски представник таму во Европска унија за овие прашања оди у пензија, па нема кој да го замени. А викам, вие сте нели институција или од кај доаѓате, што ме номинирате мене за тоа? Не, прашуваме дали сте вие тој што го номинираат. Прв пат слушам од вас. И на крај министерство си понуди свој, исто така, уште 2-3 години пред пензија, некоја докторка беше. Мисля, не докторка, пардон, лекарка. Така, лекарка. Беше, која, не знам, на кој начин тоа, поима нема. Се регулира. И сега ние треба да збориме за... Да. Така и прашањето на евтаназијата. Прашање, така. И така и евтаназијата. Не е толку едноставна, колку што зависи од светогледот така. На наш во моментот, што живееме и како. Колку како општество табуизиравме волку прашања поврзани со смртта и страв од овој чин, затоа што, еве, например, многу ми е слична споредбата, знам еден куп жени кои што се породиле со царски рез, сакале да се породат затоа што општеството им наметнало страв од тој природен чин породување. Да ви дадам мој пример, домашен, што го имам или... Не, муабетот ми е како табуизиравме прашања кои што се сосема природни од времето од како се појавила амебата на планетата Земја, успеавме да ги донесеме до тие крајни граници да се плашиме од најобична затоа што природна работа. Немаме вредности до кои држиме во собствено и дали да речеме евтаназијата како начин за да се прекине болката во тие последни денови, часови, месеци, што и да е повеќе можеби страв од болка или да, тука има и друг аспект, достоинствено заминување и така натаму и така. Неможноста да се променат околности без оглед што медицината брзо се развива, нели таа приказна. Апропо за ова последното. Колку општествениве норми на модерново време, на сегашноста, наметна некои вакви. Модерното нуди следно. Ако сакате, вели, да не зборуваме за евтаназија, се забрани се, повикајте се на тоа дека медицината многу брзо се развива. Точно е, многу брзо се развива. Меѓутоа, се уште нели еликсирот го нема пронајдено и второ, дали вистинската нејзина функција е во тоа или во нешто друго? Колку за илустрација, лани имав една гостинка на Еразмус, меѓу сите останати биоетички предавања, што ги држеше теми, на една од нив спомна дека во Америка, например, може да замислите, за ракот има болест. За ракот има лек? Да, има лек, така, болест. Има лек. Како? И баш меѓу студентите ја да прашам, значи како тоа има... ние не сме чуле за ракот. Ние не сме чуле. Има, вели, во форма на капсула. И сега не знам. Го објаснува целиот тој, да скратим приказната, пиете една од нив, таа се распаѓа во телото, како се распаѓа, некои мали пајачиња нано, нешто, да. Тие шетаат, ги детектираат заболените клетки, ги уништуваат и на тој начин, нели. Успешноста во првото тестирање некаде околу 92-3%, може да замислите. Тамо, за кој било облик на рак или не знам што. Значи има. Тоа е поентата. И кога реков, па зошто не е достапно? Па затоа што она се свртиме погледне вели, па дејо, па ти немаш толку новца. Значи само еден третман од тоа кошта $500,000. Кој има $500,000? Да. Значи зборуваме сега веќе за таа култура на смрт, затоа да се посее семето и да не се прашува многу. И со тоа, поготово вакви па општества што се мали, да се табуизира и така се одржува редот. И тоа е дел од една психологија на масата. Да. Тоа е првиот. А вториот, кога ќе ви го всади стравот, многу тешко се решавате подоцна. Убав пример ви беше, знам неколку кои што веќе со царски рез, токму заради тоа. Ја ќе ви го дадам личниот пример. Домашниот мој. Затоа што ние два пати, затоа што првиот пат ќе умреше за 3 дена во државна, затоа што никој не се сврти да погледне, па вториот пат отидовме на договорено, иако не постојат, еве, признавам. Не постоја договорени, отидовме на договорено. Зошто? Отпусти од страв.
И тоа се почесто се случува сега со приватно здравство и така натаму. Можеш да си закупиш термин, си плаќаш, си пустиш, си правиш. Едноставно се бори за твојот живот, затоа што ти е страф од смртта. И сега тоа се фура, тоа се прави наспроти светоста на животот. Колку религијата светоста на животот, односно таа етика ќе ја врати на сцена, тоа е малку дискутабилно, кога ќе го погледнете бекграундот на било која религија. И не само бекграундот, туку повеќе сегашноста особено на големите религии, тоа е посебна тема и етика за која што ќе разговараме во еден друг подкаст, ама оваа тема мора да се отвори никогаш. Така што затоа не се отвара. Не само оваа тема, уште многу други теми. Значи, моја кандидатка која што магистрираше на репродуктивни технологии, на морални импликации од тие репродуктивни технологии за инвитро, она е сега, ми се чини председател на тоа здружение, патот до бебето или така некако се вика. Значи, она се бори да најде соговорници, кои што јавно можат. Она се бори со тоа да промени нешто колку државата нели овозможува. Затоа што дозволено, ама не. Дозволено е, ама не. Зошто? Па се коси со ова, па нема доволно финансии со она и така натаму. А во меѓувреме никој не зборува за репродуктивни технологии или репродуктивен туризам. Затоа што и Македонија е една од тие земји на јајцеклетки, извоз на јајцеклетки. Беше Украина, сега се свртивме ние. А да не го спомнуваме примерот со Индија, каде што во фабрика се наредени кревет до кревет, како несилки. Значи, фрапантни теми, но се фрапантни затоа што не ги отвараме. Не затоа што молчиме за нив и ги претвораме во табуа. Веќе ако тврдиме дека ние сме извориштето на таа античка демократија, на изворот на демократијата, заборавивме што значи агора. Овие, убаво ги спомнавте, овие употреба на нанотехнологии во медицина, веројатно ќе доведат, и веројатно не е далеку она време во кое што човек ќе се спои со машина и така натаму, и тоа отвора други прашања на етиката, до каде ќе стигнеме? Човек 200 годишњак со Робин Вилијамс, до таму ќе стигнеме. Да се надеваме дека тој робот еден ден ќе посака повторно да стане човек и да се врати, нели, она наше уникатно, индивидуално, неповторливо постоење, затоа што сето останато е трауматично, трагично, без оглед на сите настојувања на трансхуманистите, на каде да се оди, како да се оди, односно се она што е човечко е минлива фаза, преодна фаза. Ние сме луѓе, но сме луѓе во преодна фаза, да станеме послуѓе. Значи, тоа па е нова тема со употребата на вештачка интелигенција. Прво погрешно, парадоксално е, терминот е парадоксален. Не може да биде интелигенција во исто време да биде вештачка. Што велеше еден мој професор Мухич на едно од последните предавања, скоро баш некој го праша што е тоа, нели? Тој вели, па она знае се, ама најбитното е ништо не разбира од неа. Значи, она е само колектор. Собира. Што од тоа? И еден колега баш вчера ми се јави, вели, од Белград, он е лекар по професија, се фасциниран сум од моментот кога вие како, нели, учесници во јавниот живот ќе се договорите што е праг на свесност. Клучно прашање. Што ако она стане свесна? Значи, кој е прагот? Како? Велам што ви е лесно вам лекарите, нели, медицинарите, затоа што вие по дефолт не морате. Поготово кога го сменивте терминот дека не е веќе принцип срцето да престане за да се прогласи смрт, туку мозочната смрт е вистинската. На вас ви е уште полесно. Ви стана уште полесно. Но остана прашањето да лебди. Тоа се многу битни прашања. Треба да се разговара, ама тоа па и поставува и нешто друго. Освен што немате медиум каде, ајде, телевизиите да речем, да ги земам за пример. Имате за извоз, политички, економски, какви сакате. Освен суштински, односно обработува култура и пошироко малку од култура. Радиостаниците некако се сведува што помалку реклами, повеќе музика, не многу говор, никој не разговара. Печатени се поредко и поредко, пошто предавав и на новинарите на правен факултет своевремено, попусто зборуваме за етика во новинарството, кога не знаеме кој е Емил Зола. Прво општо, а што е Драјфусова афера? Следствено. И идејата за разговор се губи
во услови каде што се повеќе прифаќате култура на смрт, сење на стравот, квалитетот на животот. Значи, или тие параметри, или едноставно не би сакал. Но евтаназијата не е тоа. Затоа што ако така ја протолкувате, нема далеку да отидете од те 4 програмата на нацистите, што всушност и не е нивна, туку таа американска 10 години пред нив 30-тите години, каде што гасните комори има кој да одлучува кој ќе живее, кој не. Или американскиот принцип таму некаде од 70 години, 60 години, на Шана Александар, Lifetime магазин, која открива аферата со во Сиетл со центарот за диализа, каде што постојат правници, каде што постојат медицинари, попови и се, но клучното го нема и низиниот наслов се вика Three Who's, или три кои одлучуваат кој ќе живее, кој ќе умре. И они од 1500 случаи, а имаат 5, да речеме, машини за диализа, одлучуваат ти ќе дојдеш, ти нема да дојдеш. Кој го даде тоа право? Значи, затоа треба да биде принцип на отворени карти, да се разговара, затоа што ова треба да стане начин на живење, не може да стане вечито табу и вечито да се искраднуваме за истото. Затоа што тоа ќе носи поголем процент на, како беа, сиви нешта. Да. Не се black and white. Многу нијанси на сиво. Колку човештвото во однос на сета негова коруптивност во 21. век е спремно за една ваква високохумана опција на евтаназија? Не е високохумана. Високохумана во смисла правилно да се употребува. Постојано цело време идеме во некаков ќорсокак, да. Цело пошто секогаш може да се види друг аспект. Ако цивилизацијата прогресира според она што Западот го поставува, тогаш мора да се расчисти со ова. Во смисла, нели, дали треба да се дозволи или не е веќе прашање, туку на кој начин да се употребува истата, за да не дојде те 4 и останати такви погроми на светот. А доколку се навратиме кон нашите основи, каде што нема да биде, да речеме, култура на смртта, туку промовирање на онаа што е живот во мене, во тие услови имате можност да одберете опција. Евтаназијата може би во мал процент некаде миноризирана и така натаму како опција во животот, меѓутоа не. Многу повеќе ќе се преферира култура на палијативна грижа. Мајка Тереза, пристап. Да. Тука сум во последните минути и се. Меѓутоа се додека човештвото, нели, кога убавината ќе ја сврти со грдосијата, кога доброто ќе го сврти со лошото и кога тоа ќе исплива горе и ќе испука цивилизацијска ципа, тогаш веќе стварно е потребно револуција во наводници на мајндсетот на човекот. Една етика на одговорност на Ханс Јонас, човекот зборуваш уште од 70-те години за исто. Не прави генерации идни, ако условите во кои тие треба да живеат се погубни од овие што ти ги имаш. Толку ли треба кликерот, нели, или бољерот да не работи. Значи, пробај да го соджвакаш што создаваш нешто кога знаеш дека ќе нема никакви услови за живот. Бонес патрес фамилијас. Сега тој мајндсет тоа е многу битна работа и тоа е месијанската работа на етиката, ама ако никој не ја поддржи од аспект, нели, на правото, од аспект на медицината и така на, односно новата форма на биоетика овие 50 години колку што ја има, заради тој крик на човештвото, тешко дека ќе профункционираме. Ќе одиме ден купи, ден продај или оној тип на егоизам, додека сум ја жив. А тоа не кажува за вистинските квалитети на човечко постоење. Има еден аспект што го начинавме, ама вака сакам да го заокружиме. Македонија е мала земја со мал избор на религии. Значи, тука е православие и ислам, има во православието повеќе, не, во христијанството, се извинувам, има повеќе, нели, повеќе религиски уредувања. Има ли религија во светот која што
поддржува евтаназија во своето убедување. Нели, затоа што нели испомнавме преска доколку Бог е тој што го создава човекот, кој е човекот да му се противи на Бога со одлуката. Затоа што се ништи целата смисла на човековото постоење, бидејќи според религијата он се толкува создавање и однесување по образ од Божји. И сега ова е ништење на таа цела доктрина. Така. Не постои таква религија која би го одобрила. Затоа што во суштина сите одат по оваа доктрина. Така. Создадено, дадено, ти немаш. Ти имаш можноста да искористиш согласно определени канони, правила, принципи и така натаму, до уредување важечко за сите, еднакво за сите. До кој степен, тоа е веќе нешто друго. Меѓутоа, од овие најголемите во моментот нема. И нема ни да има, затоа што сите во основа се религии, сите во основа се етични, односно принципот на доброто им е главно. Така. Главен принцип, без него таа религија не е религија, таа е секта, таа е екстремистичка формулација, не знам, застранување, фракција, некое друго толкување. Не ова. Ниту еден пророк, ниту еден носител на тоа учење не вели уништите од светот па ајде. Дури и кај исламот, джихадот не се толкова како што ние го знаеме тука. Да. Ако така гледате, тогаш што се крстоносните војни? Така. Но, тие изместувања го прават онаа што го имаме денес. Рековме дека нема да одиме во длабокото со лично прашање дали сте за или против евтаназија, затоа што тогаш ќе биде нетика место етика? Да, нема да биде, затоа што ќе биде наметнување на став, а идејата на подкастот е ние да си направиме муабет, другите да го слушнат. И главната моја идеја зошто прифатив е затоа што тие не се пасивни соговорници, што ќе го гледаат, слушнат, имаат опција претпоставам за коментари, за што и да е. Идејата е да ги поттикне, да размислуваат, затоа што тоа е индивидуален. Да зборуваме за оваа тема, тоа е тоа. Да зборуваме, да отвараме не само за оваа тема, прашање на абортус имате, прашање на инвитро оплодување, значи биоетички поврзани со медицината особено, имате мал милион на дискутабилни прашања. Мал милион. Да сакате да ги ставите во некој оквир, неверојатно тешко е. Затоа што нонстоп се менуваат. Во смисла, нели, разбирањата наши за истото. Но од некаде треба да се почне и треба да се отвараат, а не да се табуизираат, затоа што тогаш предизвикуваат страв. Така е. Да. Табуто води само кон страв, апсолутно. Ако излеземе сега на улица од 10 писмени луѓе да ги прашаме на што ве асоцира евтаназија, прво нешто ќе ви каже, те 4, односно ќе ве гасни комори, ќе не требат, значи друг ќе одлучува. Каде е прашањето за автономноста на пациент? Каде е прашањето за informed consent, давање согласност? Каде е уште мал милиона други загарантирани права? Што би требало да бидат загарантирани и така натаму и дозволено. Најчесто го поврзуваат со тоа. Штом го поврзуваат со тоа, го поврзуваат заради некој определен страв. А дали тоа има своја основа? Дали има рационална основа за стравот? Тоа е веќе. Јас само да ви кажам благодарам што се предомисливте од иницијалното Продолжете да бидете муабетчиски настроена. Мислам дека уште многу гости, уште многу изданија, нели? Ќе имате на најразлични теми. Затоа што сметам дека и тоа главната идеја. Инаку подкастот за мене не ја оправдува својата функција ако не го гледаме вака. Така. Благодарам многу. Исто и на вас.